сами знаете дека во време од на владењето на ВМРО ДПМН се ревитализираа сите енергетски капацитети во државава и така им се продолжи векот, знаете, свесни сте за тоа. Меѓутоа, јасно е дека сакате да дефокусирате и дебатата околу амандманот кој што се однесува баш суштински на потребите на граѓаните, сакате да го одведете на некоја друга страна. Треба да им одговорите зошто ќе сте против тој амандман. Оставете ги останатите работи. Тоа требаше да го кажете во контрарепликата. Зошто сте против? Но тоа не го кажавте, кажувавте се и се што, меѓутоа не го кажавте тоа што требаше да им го кажете и да им образложите на граѓаните зошто ето вие, почитуван колега, сте против. А ги знаете придобивките, како што кажавте сами, од инсталирањето на еден ваков систем. Ако зборуваме за инвестиции во енергетиката, ви кажав, во овој предлог буџет имате предвидено 7,8 милиони евра за развој на енергетиката. Како ќе изградите вие енергетски капацитет со 7,8 милиони евра, колега? Тие 7,8 милиони евра не ви се доволни за да ги одржувате капацитетите, а не за да изградите. Така да бројките ги го кажуваат или ве демантираат за сето она што го зборувате тука од говорницата. Бројките што се во буџетот. Кажавте дека во некој период ВМРО ДПМН увезувал струја од, не знам од каде спомнавте. Тоа беше затоа што во тој момент струјата на берзата беше поевтина од тоа што ние како држава требаше да инвестираме за да ја обезбедиме. Заради тоа се увезувало, а не се увезувало заради сега што увезуваме електрична енергија за да некој добива проценти или за некој да се богати. А сите знаеме кој е главен за обезбедување на електрична енергија. Знаеме дека Душко Заев е бизнисменот што увезува енергија и преку кој што се обезбедуваат тие средства, односно се добиваат, се богатат. Поважно за вас, вие немате ниту искуп на јаглен, поважно за вас беше да камионите на Вице Заев вртат и обезбедуваат јаглен од Косово, да увезувате јаглен од Косово, отколку ние како држава да вршиме ископ и да обезбедиме поевтин јаглен за производство на електрична енергија. Поважно беше да има тендер, да вртат камионите, за некој да се богати, отколку сами да си обезбедиме јаглен. Увезуваме јаглен од Косово кој што е нискокалоричен и кој што не ги задоволува потребите. Кажавте дека вие ведро небо требало. Ведро небо ќе дојде, колега, после изборите, кога ќе падне оваа власт. Тогаш ќе дојде ведро небо над Република Македонија. Тоа е ведрото небо што сите го чекаат. Ако не верувате, ево, ајде на избори и ќе видите, ќе се соочите со народот. Благодарам.